Почитувани, започнува уште едно издание на емисијата Магазин на телевизија Мега. Денеска со вас ќе споделиме на вистина убави работи со кои што верувам дека ќе го задржиме вашето внимание до самиот крај. Она што на самиот почеток би сакала да го споделам со вас е дека најпознатата македонска пејачка Каролина Гочева работи на нов материјал кој што треба да излезе до крајот на оваа година. Тимот и понатаму останува ист. Односно, овој нов албум ќе биде комплетно авторско дело на композиторот, но од друга страна битолчанецот Никола Мицевски. Подетално да слушнеме во продолжение од разговорите кои што ги направивме токму со Каролина Гочева и со Никола Мицевски. Тимот што победува не се менува. Со овие зборови најпознатата македонска пејачка, македонското девојче битолчанката Каролина Гочева пред камерата на телевизија Мега најави дека заедно со познатиот композитор Никола Мицевски, кој е комплетен автор на музиката и аранжманите на проектот Македонско девојче 2, започнаа со интензивни подготовки на нов материјал кој треба да излезе оваа година. Душичке ранета кој ли да те прегрне без него сега кој ли да ти пее на белиот Не само нова композиција, туку цел нов албум се спрема во текот на оваа година. Знаете, мојата работа е таква да не можеш да си постојано присутен, особено кога се работи за вака мала земјичка како што е нашата. Со албумот, со претходниот албум со Македонско девојче 2, нели го вративме и Македонско девојче 1 и тој проект го изведувавме многу поради тоа што публиката го бараше тоа, песните се слушаат се уште насекаде и мислам дека бевме премногу присутни, па нормално дека ни беше и нас како на тим потребна малку пауза. Меѓутоа сега веќе влегуваме во студио и започнуваме со работа на нов албум. Така само дали останува соработката, добитната комбинација со Николче Мицевски токму на новиот албум? Па да, нема никаква причина да се менува, нели тимот што победува не се менува. Албумот доаѓа по 3 години од обелодувањето на проектот Македонско девојче 2, кој многумина го прогласуваат за еден од најдобрите албуми во поновата македонска музичка историја. Токму големата популарност која ја доживеа, не само во Македонија, туку и на Балканот, говори дека публиката е желна за таков стил на музика. Од една страна е староградското, а од друга забавното.
Каролина Гочева најави дека тимот што победува не се менува, најави дека подготвувате нов албум кој што ќе го очекуваме оваа година. Еве да ни откриеш нешто? Не знам за тоа ништо. Ништо? Ништо не знам тоа. Каролина ќе се каже. Па, добро. Се уште е рано да најавуваме нешто конкретно. Важно се работи на случајот и се надевам дека следното што ќе го извадиме ќе биде барем на истото ниво од претходниот албум. Во очекување на новиот материјал кој многумина со нетрпение го очекуваат. Уживајте во маестралното дело на Мицевски, во изведба на Каролина Гочева кој да ми запее. Уште една убава информација која што сакаме да ја споделиме со вас е дека познатиот македонски пејач Димитар Андоновски наскоро ќе стане татко, односно се бројат деновите до доаѓањето на неговиот син на свет. Исто така како што знаете, од неодамна Димитар е дел од тајфата со кој што постојано настапуваат ширум Македонија, па во продолжение дознајте на што работи Димитар во моментов. Под звездите во ноќта седевме, во љубовта во нас се колневме пред тој што гледа се, одгоре гледа се, тој ќе ни помогне. Ова небо знае се за тебе, ова небо знае каде. Познатиот македонски пејач Димитар Андоновски ситно брои до моментот кога ќе стане татко. Парот веќе има смислено и име за малиот наследник, но додека не дојде на свет, тие не сакаат да го откриваат во јавноста. Димитар вели дека е пресреќен што за кратко ќе се оствари како татко, а возбудата е огромна. Да ти кажам, право многу нестрплив сум. Навистина со големо очекување сум и на некој начин сум возбуден. На секој момент го чекам мојот син да дојде на овој свет и навистина се надевам дека ќе донесе многу голема среќа во мојот дом. Така, дај Боже да биде така, само на самиот крај кажи ми, дали работиш на некој нов материјал, на некоја нова песна, кога можеме да очекуваме нешто ново од страна на Димитар Андоновски? Ја во моментот работиме на материјалот со тајфата, значи снимавме неколку песни, во тек се подготовките за видеозапис и за многу скоро ќе излеземе во јавноста официјално како тајфата и Димитар и ќе го представиме она што сметаме дека ќе привлече внимание музички. Супер, многу успех, очекуваме се. Да, ти благодарам многу.
Познатиот македонски пејач Владко Лозановски, познат како Лозано, после песните Жена како ти и Бомбона, работи на нешто ново. Кога ќе го очекуваме тоа ново од негова страна, да дознаеме во продолжение. Дали гледаш во мене, човек што би дал баш се само за тебе. Погледни ме, ќе го видиш твојот сјај, моите очи не знаат да лажат, знаат. По хитовите Жена како ти и Бомбона, наскоро можеме да очекуваме нешто ново и од познатиот македонски пејач Владко Лозановски Лозано. Сакам да ме љуби, жена како ти, жена како ти. На што работи Лозано во моментов, кога можеме да очекуваме нешто ново од твоја страна, бидејќи морам да признам дека влюбениците во твојата музика се желни за нешто ново. Па, искрено, не само публиката, дури јас некако доај чекам да излезе некои подобри времиња за македонската музика, некако кој да се застанато во некое време. За жал со таа забрана на музиката, и не само таа забрана, туку општо некако како да фалеше, и се уште фали македонска музика, искрено. Може би една причина од причините е тоа зашто може би не ваѓам моја песна или некој мој проект, поради тоа што ми е некако осеќам, чувствувам некоја одговорност и некоја тежина дали воопшто музиката како музика, песната моја ќе допре до слушателот како информација, и може би за скоро би имало нешто ново, зашто не мислам тоа е работа и музиката, и мора да има ностоп надоградување. Очекуваме во секој случај се што е ново од твоја страна, ќе ти посакам многу успех. Ти благодарам и тебе. Жена ко ти што знае да ме љуби, жена ко ти, сакам да ме буди, каде ли беше до сега ти. Жена ко ти што знае да ме љуби, сакам да ме буди, сакам да ме љуби, жена ко ти, жена ко ти. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Јас верувам дека и со денешните информации успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, и секако ќе ве поканам и понатаму да останете на фреквенцијата на Телевизија Мега. Со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување.